Добро вечер, јас сум Сања Васич во петочното издание на Топ тема. Вечерва ќе ги анализираме клучните настани кои одбележаа неделата зад нас со моите колеги, новинари Јасмина Миронски, Љубиша Николовски и Ана Петрушева. Неделава што измина и претходните недели ја одбележуваат веќе бомбите на Зоран Заев кои ја тресаат политичката сцена. Токму денеска тој ја објави третата бомба или аудио записи од разговори меѓу високи функционери, новинари и сопственици на медиуми. Најголем дел од нив се однесува на апсењето на Љубе Бошковски. Предлагам најпрво да видиме дел од материјалите што ги презентираше лидерот на опозицијата Зоран Заев на денешната пресконференција. Апсењето на Љубе Бошковски е политички монтиран и однапред испланиран случај, тврди СДСМ и објавува телефонски разговори меѓу директорот на УБК Сашо Мијалков и главниот уредник на СИТЕЛ Драган Павлович Латас. Ајде, пази, заврши изборите и утре дента, трагао. А пази, 100 ќе зема за кампања која не е ни плаќа, без пари му е ми тоа е. Да, тоа е тешка злоупотреба. Наколемене, значи натоварене, со докази, со све, не може да мрдне. Не го вали Господ. Кој му дава пари? Му дава човек, тоа е заштитен сведок, не може да се збори за тоа. Мијалков нарачува што и како ќе се прикажува на телевизиите, велат од СДСМ. Па 5 денова ќе вртиме. Има побај како лежи на земја, како она. Лези тамо ти жити све. Ја ќе кажам, јас сум утре, ја утре пак ќе го раскажам, не се ќе речи. Утре? Добро, ама и за денеска, баш, ама добро, денеска помине, ама за вечер може да се биде нешто друго. Јавам ја пак. Добро, вечер ќе има изнесување од суд, али кога лежи на доле на улица лежи како го ведове, а? Кога ќе го враќаат кај колата е добро да се прикажа. Според опозицијската партија, целта е целосно понижување на Бошковски и преземање на неговата партија, во што се вклучува министерката Јанкуловска и шефот на кабинетот на премиерот Груевски Мартин Протуѓер. Слушајте, ја од утре му ги изјавам сите комитети, во рок од недела дена му распаѓам партијата. Сите, у цела држава. Тоа е супер, ама треба и да направиме, Мартин, еден список да ги сотрем. Како да ги сотрем? Значи, па така, не може бе некој што душа ни ваде во кампањава, плата да му даваме ние у институцииве. Еве, кај мене, например, тие што му биле обезбедување. Нема бе да работат у МВР, нигде нема да работат. Така се, на главните луѓе, тие што ни беа највака, треба показна вежба. И више на Билјана, на Томче, да. Ги бркаме, му кажав на овој, од денеска, на клон. Да. Да, ова се само дел од аудиозаписите што беа презентирани на денешната пресконференција на СДСМ. Петрушева, како гледате на овие материјали што ги презентира опозицијата? Па ја морам да кажам дека денес кога ги слушав овие материјали бев занемена и изгрозена и мислам дека не е дека ние во државата не знаевме што се прави, значи со години се сомневаме за тоа дека нели знаеме дека медиумите се под контрола, знаеме дека има партиски влијанија и во судството и во институциите. Меѓутоа, овие последни бомби, а очигледно СДСМ одбрал начин и динамиката на кој што ги пуштаат овие бомби да одат од некој да речеме, не знам, од првата бомба релативно тривијални работи кон посериозната онаа бомба врз судството, која што ги доведе во прашање сите судски инстанци и сега ова каде што зборуваме за, мислам, овие снимки денеска апсолутно фрлаат сомнеж на тоа дали Љубе Бошковски е уапсен, осуден за тоа што бил заради нелегални примања на пари за кампањи или се работи за одмаз. Да ви овде имате снимки каде што, нели, снимки кои до сега, да не заборавиме, автентичноста не им е оспорена, каде што се зборува за тоа дека од 6 ќе видат, ќе апсиме, ова ќе се случува, она ќе се случува. Јас денеска мислам дека ова вон нивото на разговор, вон овој примитивизам што го слушнавме и простотилак и начинот на разговарање, мислам дека е скандалозен и шокантен затоа што не само што покажува дека се институциите на системот загрозени, не покажува само партиски влијанија, туку покажува дека ние всушност немаме институции, дека државата ја води една мала група на луѓе кои што комплетно се контролираат. Начинот на кој што се комуницира со Латас, со главниот директор на Канал 5
Јас како новинар, еве не знам колегите што ги кажат, мене ми беше многу страх. Николовски, што е за вас шокантно? Ако е? Па делно од она што го кажа Ана е вистина дека за изминати 30 години новинарство, колку сум јас во оваа професија, било јавна тајна дека секоја власт се обидувала да контролира медиумите. Сме претпоставувале дека сме пристошкувани, не еднаш два пати искочи еден вид такви афери за пристошување. Сме нагаѓале, но никогаш вака јавно не било обелоденето и не сме се соочиле со вистинитоста на тој факт дека постои пристошкување. Значи, од 90-та година наваму ми се чини од плурализмот кога настана во Македонија. Звучи страшно и речникот е навистина многу низок, тоа дополнително ја прави целата снимка да биде ужасна. И со еден старо новинарски речник, ако е вистина, како што и самиот премиер рече, кој е дел од вистинитите материјали за кои што и самиот сложил дека постојат, онда на вистина онаа криза која што постоеше претходно со невлегувањето на опозицијата во парламентот е многу помала од она што сега се појавува како криза и таа се продлабочува и она што сите се прашуваат е каква ќе биде разрешницата на ова, како Македонија и граѓаните ќе излезат од оваа криза. Миронски, што за вас представуваат овие снимки и нивното објавување? Па за мене лично се е бомба, да бидам искрена. Мислам, живеам во едно бомбастично време од 90-тите наваму и прво тоа многу ми се допаѓаше, затоа што знаете за новинарите нема поголем предизвик отколку да живеат, што велат евреите, нели, во време кој е интересно. Се веќе некако ми издодеа. Мислам, доста ми од бомби и од се живо. И многу ми е жал што во Македонија од 90-та до денеска не успеа да излезе од политичка криза. Да бидеме реални и објективни, наназад, ако тргнеме те Илирида, те Устав, те знаме, те соседи, те ембарго, те војни, кризи, бегалска криза, ја не знам, ние сме секоја престапно, секоја втора година во некоја многу сериозна криза. И ова последниве случувања, значи бомба е што прво да бидам искрена денеска, јас не го прв пат го слушам ова сега. Прочитав, видов, јас гледав пресконференцијата, но само изјавите на господинот Заев. Значи снимките ги немам слушано. Ова што го слушнав навистина грозно звучи, нели тоа немаме дилема. Но за мене е многу страшно што ние постојано имаме бомба, значи имаме најава, па бомби, па се држи тензија, па тоа трае со месеци. Па од друга страна не можам да разберам, се обидувам да бидам реална и аналитична, значи не верувам дека од другава страна, условно речено премиерот Груевски и оние што се прозиваат, не се свесни што има на снимките. Значи зошто тогаш се дозволува се тоа да излегува на виделина? Значи тука има многу аспекти на цела приказка кои не знам ни дали еве и за еден час да разговараме дали ќе имаме време за една сериозна и прецизна и конкретна анализа. И има многу знак прашалници, како што реков, многу бомби, а ние сме се уште во една страшна неизвестност. И тоа е тоа што некако мора да се најде начин, не знам како, ќе зборуваме веројатно подоцна, како да се излезе од таа криза. Значи бомба е најавите на бомба, бомба е објавувањето на бомбата, бомба е она што го соопшти премиерот, ако е навистина од странска служба, нели допрвак, и тоа е ужасно. Не знаеш што е пострашно практично. Не знаеш оваа хаотична ситуација кој зошто како прави и со какви намери, ама едно е сигурно, мислам, резултатот е тој. Резултатот не е убав. Луѓето се збунети, луѓето се несигурни, државата ни лебде, ни на небо, ни на земја, на чартак, понашка. Сметаш ли дека треба да се објават сите материјали? Дали начинот како се одвива? Не, сметам дека или требаше да се објави веднаш, онаа клучна бомба. Значи, ако пазете, не кој како сака може и да нели тоа го толкува или разбере, но јас лично мислам дека ако навистина сум многу загрижена за државата, за безбедноста на државата и имам некаква сериозна бомба во рака, нешто што докажува дека некој работи против нашата држава на еден неубав и сериозен начин, и јас тоа нешто го чувам во рацете со месеци. Зошто? Мене тука не ми е тоа јасно.
Значи, сметам дека тогаш тоа треба веднаш да се каже. Што се овие тактизирања, играња, се ми личи некој пазл, знаете, слогувалка на малине деца, па сај, па турија, па наместија, па... Проблемот го лоцирам повторно во 90-та година, кога Македонија се осамостои, што не направи еден сериозен систем за обстојување на држава по сите демократски принципи, како што би требало да биде, како што горе-доле успеа Словенија тоа да го направи. А потоа куќата, нели, кога ќе наопачки поставите, да се убиете за да ја доведете во ред. Те реновирањата, мајсторите, дошле мајсториве, не дошле, тоа странците, нели се мајсторите. Имате еден сложен процес и многу долготраен. И се ние наместо кога ќе трнеме нешто да градиме, таман до негде сме стигнале, нешто доаѓа и се растува. Значи, прво сметам дека бомбата требаше се објави веднаш или сега, не знам што се чека, бе објави ја. Еве, имаш материјали, имаш докази, евидентно, што чекаш? Па 3 веќе објави. Па што е тоа, сега серијал правиме по турските серии, нели примерот ли, не ми е јасно. Петрушева. Зошто? Мене оно што ме плаши тоа што го спомнав на почетокот. Значи, ако ние почнавме се ова што вика джаз као шпанска серија, нели почнавме од разговорите на Горде и Зоки, па бомбата врз судството, па сега денес ова, и очигледно е тенденцијата да се откриваат пострашни и пострашни. Да. Мене ми е страв што е следно. Што е следно после ова? Ако ова навистина е така, ако ние зборуваме за местење на судски процеси и ставање луѓе у затвори затоа што се политички противници, чисто како одмазда, ако е тоа така, тогаш што е следно? Мислам, сакам да кажам дека ме плаши тоа, не знам што тоа ќе значи во пракса. Ја не знам СДСМ немаат кажано на колку пресконференции они сметаат. Дали се тоа 5, дали се тоа 10, дали се тоа 15. Ако се тоа 15 пресконференции, да речеме 15 недели, пак само се пролонгира, нели, кризата. Сега тука се подразбира дека они сакаат, нели, да испратат порака, предпоставувам, со се во ова, дека да за сериозноста на кризата, за да се вклучи меѓународната заедница, за да има тука некакво политичко решение, бидејќи пона што го гледаме, што го тврди Заев, ова не може да има, оваа криза не може да има завршница во истите тие институции за кои се гледа дека се компрометирани. Николовски, зошто владата молчи се уште по објавувањето на аферата Пуч? Па молчи од она што го слушнав последно од премиерот беше дека ги остава да се искажат до крај, дека не им пречи, дека покасно ќе се вклучи со своји изјави. Она едино Зврлевски имаше една изјава кај што негираше дека е дел од тоа, останатите не даваат изјави. Но затоа мислам дека како и секогаш во Македонија политичката битка се префрла во медиумите и тие ја водат политичката битка во име на двете политички страни, што не е добро, меѓутоа веројатно секој општество е така, без медиуми нема бомба, нема афера, нема ништо. Гледате и самите апсења и Заев и власта и користи медиумите за да ги докаже, да ја докаже својата вистина. И она што е факт, дали е добро или лошо е, и двете страни говорат за две вистини, за своја вистина. Дали Заев треба да продолжи да се е страв, како што велат тие, како што Ана вели, мене ми е страв, или треба да престане, е едно од прашањата. Дали требал веднаш да ги соопшти или не е друго. Од друга страна, опозицијата тоа што го соопштува вели дека ова е фактички стравот од кој што треба да се плашите, но кампањите веќе течат во јавноста и народот само тоа го прима. Дали ќе верува на ова што се говори или не, бидејќи ние на крајот на краиштата сега имаме две афери, имаме афера Пуч и афера Бомба. Дали разрешницата ќе биде политичка или правна е голема дилема, но очигледно дека ако институциите за кои што опозицијата докажува дека се подјармени под извршната власт, значи судската и останатите, тогаш не верувам дека има логика правдата да ја бараат таму. Од друга страна, власта сега има две опции, не само една, значи или тоа да се истера на суд во институциите на системот, такви какви што се, или да се оди на политичко решение, а во секој случај политичко решение за мене се избори. Ја друг начин не гледам освен избори.
Дали тоа на опозицијата ја одговара, не знам, но ако сака да заврши некако, да заврши ова конечно или бесконечно прикажување на бомбите, тоа мора да има ефект и да побара од граѓаните верификација на својата вистина. Миронски, дали Заев има план? Па не знам, ја навистина немам никакви блиски контакти со господинот Заев. Не, според она што го видовме досега, да. Но, знаете како, сега ја од аспект, ако анализираме од односи со јавност, што јас последниве години многу сакам да се занимавам, бидејќи предавам тоа, личи дека владата и премиерот Груевски имаат план. А господинот Заев има план кој не знам каде води. Значи, јаснен ми е планот на актуелната власт, затоа што тоа што велите молчат. Тоа е по пиар многу убава работа. Вие вакви нешта, вие не можете да се докажувате никогаш во јавност. И секој искусен пиар ќе ви советува да молчите, да игнорирате одреден период, одредени нешта. Практично со изјавата на Груевски, дека нели материјалите се добиени од странски служби и така натаму, беше чекор понапред од неколку месечно најавуваната бомба. Од друга страна, ако господинот Заев како лидер на опозицијата, значи ако опозицијата најавува дека нема да прифатат никаква друга развршница освен политичка, ова што спомна бегло колегава Асма, сакам да кажам, нели може, бидејќи одамна се знаеме и работевме заедно, држи вода народски кажано. Едноставно, дали очекува дека, како сте сигурни дека ќе победат на избори? Знаете, тој голем трик. Јас не сум сигурна да имаме утре избори кој ќе победи без разлика на сите овие бомби и сите овие скандали, зашто од друга страна, па луѓето и не сакат, колку е некултурно да се прислушкува, толку исто така е некултурно и да се слушаат тугите разговори. А најскандалозно од се, она што го слушаме како не само дали е местено или не, од ова што се слуша, јас лично не гледам цврсти докази ни за едно ни за друго, но речникот и јазикот на кој се зборува, тоа е тоа што мене лично навистина ме згрозува. И мислам дека нивото на комуникација воопшто последните години, за жал, многу опаѓа и се повеќе опаѓа и сите тоа го прифаќаат. Значи, наместо да се бориме сите ние против едно такво ниво, против некултурата на говорење, некултурата на однесување, некултурата на почитување едни на други, почитување на различностите меѓу нас, од кои да се вид, ние се навредуваме, што не погрдни зборови се користат, вулгаризми, и тоа е навистина страшно. И што не треба воопшто ги слушаш сите снимки, ништо не се чула. Па не ми треба, викам, не ми треба само снимки. Да, меѓутоа сакам да кажам, ова што го чувме овој дел денеска, што го чувме сега од вести, мислам, нема ни малку од тоа што беше денес објавено. Мислам, ние зборуваме за 30 минути на ужасни вулгарности, али не е тоа поентата. Бидејќи спомна пиар и добар пиар на премиерот. Мислам дека премиерот, тактиката и ова што го на линија на ова што го збореше Љубиша, мислам дека и она што е битно тука да се каже и дека околу двете вистини, нели, ако може тоа воопшто така да се нарече за две вистини, доколку ако ги погледнете вие провладините медиуми во оваа ситуација, никој не ја дебатира содржината на снимките. Никој не говори за тоа што содржат снимките. Повторно тоа се релативизира. Сите медиуми кои нели ја држат страната на владата, известуваат само за тоа Заев имаше уште една бомба, Заев повторно докажа дека е предавник, Заев ова, Заев она, меѓутоа никој не кажува во снимките има тоа и тоа. А повторно ќе кажам, во исто време никој од сите овие актери до сега нели не се јави, како што се сега нели главните шеги по чаршијата, овој Бранко што убаво ги имитира гласовите на сите и министри и новинари и суди. Никој не се јави да каже не, тоа не е точно. Се јави Зврлевски да каже не сум отфрлил кривична пријава. Меѓутоа, сакам да кажам дека за повеќето луѓе во Македонија кои што немаат пристап до сега се останати неколку телевизии кои што за ова известуваат, 24 кои што немаат национална концесија, Телма и Алсат. Никој друг не ги пушта овие снимки.
Значи, многу е лесно вие да излезете како ВМРО со демант и владата и да кажете Заев продолжува, докажува и не знам, да правите спинови, ете и Мијалков бил преслушкуван и ова и она, па сега сигурно нема Муса Џафери да разговара упразно кога го пуштаат на снимка. Сакам да кажам дека целата таа медиумска поддршка многу помага во стратегијата на Груевски целата оваа работа да се изрелативизира и да се каже не, ова е се заради тоа што Заев е обвинет, па сега нели ќе се докажува дека он работел против државата и така натаму. Во исто време ние не видовме исто така никакви докази до сега нели презентирани, дали се тоа странски служби, не се, па прво се странски служби, па се монтирани, па и тука се лута малце во стратегијата на владата. И на опозицијата. Да. Николовски Заев спомена дека постојат и разговори кои може да предизвикаат некои меѓуетнички тензии, дури мислам дека и најави оти не е подготвен да ги објави. Сметате ли дека треба да ги објави сите снимки? Меѓуетнички тензии. Не знам, сите се закануваат со тоа, но за мене е доволно да не се меѓуетнички тензии, доволно да има граѓански конфликт. Ја не знам зашто и меѓународната заедница уште од декември, кога беше проблемот со собранието, со новинарите и претениците, не се потресе многу меѓународната заедница и сметајки имаше некој објаснување дека не е страшно кога има граѓански конфликт на една нација меѓу себе, интраетничка, пострашно е кога во Македонија има меѓуетнички конфликт. За мене е подеднакво страшно од било кој аспект да дојде, но гледам дека работа води натаму. Нема да има меѓуетнички конфликт, има судир меѓу две политички опции на граѓани. Ако има. За улогата на меѓународниот фактор ќе зборуваме по блокот реклами. Тато вели дека треба да се грижиме за природата. Ако во дизелот додадеме само 6% биодизел, добиваме гориво подобро за моторот и подобро за природата. 94% кристално чист ултрадизел, плюс 6% премиум биокомпонента. Подобро подмачкување, зголемена моќност, намалена емисија на штетни гасови. Новиот ултрадизел биоджет. Подобар за моторот, подобар за природата. Само на бензинските на Макпетрол. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Suzuki Swift. Забавен, богато опремен со јапонски квалитет. Сега достапен за 9690 евра. И новиот S-Cross со акцијска цена од 13990 евра. И гратис зимски гуми. Сите модели имаат 5 години гаранција. Понудата се однесува на ограничени количини. Проверете на mirkat.mk. Suzuki. Way of Life. 7 Days Double. Вкусот е во миксот. I tell her, baby, I'm a fireball. Seven Days Double. Вкусот е во миксот. Единствено во Нептун. Хепи потрошувачки кредит само со Хепи картичка. Сега може да им се препуштите на своите желби и веднаш да купите се што сакате. Брзо, едноставно, до 36 рати. Аплицирајте во продавниците на Нептун. Инспирира радост. Another story, another journey. Today, tomorrow on the flashlight tourney. Across a river and through an island. Sky is the limit, but skyline is my horizon. And you may say I'm a gambler, but you are wrong. I'm the game changer. I don't need the flag to be revolutionary. Transforming the ordinary into something extraordinary. It's in my soul. I'm a renegade. Меѓународната заедница со внимание ја следи политичката ситуација во земјава и соседните земји, но и Брисел.
Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан беше во Македонија, разговараше со сите политички субјекти, но дури 2 дена од кога отиде во Брисел, излезе на пресконференција и го кажа својот став. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Јоханес Хан што ја даде денеска во Брисел. It's not always the best timing to react immediately and to say something very spontaneous. Sometimes you have to collect information and reflect on that, and this was exactly the case. My understanding of this trip, of this mission, was indeed to have a first personal contact to the key players, and in all my discussions, besides exploring possible solutions to overcome this crisis, and it's not only this crisis, it's more in general the fact that the opposition is more or less since 2 years out of parliament, which should not be the case in a country looking for a European perspective. So if there's any material which is suited to have a criminal impact or something like that, it should be transmitted, it should be submitted to those who are in charge, and these are the prosecutors, the judiciary system, which should follow up this in an adequate, independent, and if necessary, transparent manner. Го слушнавме еврокомесарот Јоханес Хан, кој бара независна и непристрасна судска истрага и да бидат предадени сите материјали што ги поседува опозицијата. Што значат овие пораки на Хан, Петрушева? Јас мислам дека прво Хан малку од самиот почеток дојде неподготвен во Македонија. Мислам дека дојде неподготвен за овие размери на криза. И мислам дека тоа го покажува и прво неговото отсуство на изјава, па една изјава збунета, па еден прес-брифинг во Брисел недоречен, па сега нова изјава, некакви најави чудни дека ќе се предлага медијација од европарламентарци по примерот на Албанија, што мислам дека воопшто не соодветствува со пропорциите на проблемот во Македонија, затоа што таму се работеше за прашање на политички диалог и многу по бенигнен проблем отколку тука. Мислам дека европејците се збунети, мислам дека подолго време веќе прво Македонија има многу ниско на агендата и заради блокадата со Грција и заради тоа што како што они велат нели немаат леверидж, го немаат моментот на Стапи Морков веќе за Македонија. Ете 5 колку веќе години од 2009 даваат препорака во празно, која што понатаму никаде не оде заради проблемот со Грција. И мислам дека во таа смисла се свесни или се повеќе се свесни за димензиите на проблемот, меѓутоа немаат се уште некаква јасна стратегија што ќе прават. При тоа, како што реков, Македонија е прилично ниско на агендата на Европската унија, која има полни раце работа од Грција до Украина. Така што прашање во кој правец може да оди некакво мешање на Европската унија. Мислам дека во овој случај кај нас, опозицијата сега во моментов инсистира на вклучување на меѓународната заедница. Сега прашање е дали тоа ќе биде меѓународната заедница Европската унија или тоа ќе биде, како што се сеќаваме од времињата на 2001 некаква поширока не знам, повеќе организации, американците, ОПСЕ, НАТО и така натаму. Не знам. Мислам дека ни европејците, ниту американците во моментов не се спремни да се вклучат. Или немаат јасна стратегија како тоа да го направат. Да, како што каже, и ДУИ и од СДСМ бараат вклучување на меѓународниот фактор. Сакам да кажам следно. Македонија констатираме сите дека се наоѓа во политичка криза. Политичка, државна, институционална, важна е политичка криза. За да постои политичка криза, според мене се потребни 3 чинители и ние ги имаме во овој момент. Тоа е силна власт, слаба опозиција и индиферентна меѓународна заедница. Тоа во Македонија подолго време се случува. Да ги објаснам, силна власт секогаш добивате кога една
партија е подолго време на власт. Подпирајќи се на кредибилитетот на гласовите што ги добила на избори, таа со текот на времето, од почеток, ако ги градела институциите, почнува да ги употребува, да ги користи и да ги злоупотребува. Слабата опозиција, каква што имаме сега, има една спрега. Дали е власта силна затоа што е слаба опозицијата или опозицијата е слаба затоа што е силна власта. А зошто слаба опозиција секогаш се бидејќи станува безидејна, мрзлива, не знае како да постапува. Уште ли е слаба опозицијата со оваа голема афера? Апсолутно. Тие не мислат така? Не, добро што не мислат и нека направат нешто за да не биде така, бидејќи штом тие и постојано се обидуваат да добијат подршка од меѓународната заедница. Јас немам многу високо мислење за меѓународната заедница, иако мислам дека тие не се непријатели на Македонија, дека се обидуваат да помогнат, меѓутоа механизмите и алатките што ги имаат се тие, ние ги видовме. Значи, таа е загрижена, упатува порака, праќа извештаи, некоја пресконференција, но дека немаат стратегија, немаат, а и зашто би имале некој посебен интерес. Што може меѓународната заедница да направи, да ги донесе едните на власт или да ги симни другите? Не може, таа смета дека ако оваа држава е кандидат за членка на Европската унија, има доволно внатрешен демократски потенцијал да го направи тоа самата. Меѓутоа, реков, ако власта чувствува дека е доволно моќна и силна, како што оваа власт чувствува, таа смета дека нема потреба со некоја таму опозиција да преговара, да договара, да се симне долу. Мислам дека тоа е дел од грешката. И грешката на опозицијата која што како мало дете се однесува, знаете, постојано очекува некој друг да ја заврши работата. Мене тоа сум го кажал и ме иритира. И се повеќе станува иста како онаа власт што ја критикува. Значи неподготвена за критика, за самокритика. Тоа го префрла на опозицијата, на власта, нели, дека власта не е подготвена да слушне негативен збор и веднаш реагира бурно. Па тие се истите. Таа се откаже од сите што се обидуваат да ја помогнат, ако во даден момент ја искритикуваат. Своите пратеници кои што ја критикуваат им се непријатели. Новинарите им се непријатели. Ако продолжат така, знаете, тоа е како крајната левица и крајната десница, тие номинално делува дека се далеку, меѓутоа тие се многу блиски една до друга, како власта у Грција. Затоа таа е таква, тие имаат многу слични допирни точки. Затоа но Грција доби нова власт сосема. Но баш е таква, таа е крајна левица и крајна десница. Таква коалиција направи. Видите, затоа се тие блиски во полукруг кога седат. Јас мислам дека сега постапуваат, уште ова сакам да го кажам. Многу иронично спротивставено власта и опозицијата се однесуваат кон меѓународната заедница. Официјално власта многу добро соработува со меѓународната заедница. И во поширока смисла на зборот, и со Америка, и со НАТО, и со ЕУ, и со Русија. Неофицијално не им дозволува да претераат во мешањето на внатрешните работи во државата. Дури знаат и грубо да ги постават таму кај што им е местото. До овде да им забележат, дури да им одбрусат, како се вели тоа на македонски, не знам. Значи, точно таму кај што им е местото. За разлика од нив, опозицијата, која што нема никаков бенефит од меѓународната заедница, за овие изминати години ништо не направила за нив, што очекувала да направи, таа е постојано некако, заради што им забележуваат, премногу наклонета дека треба да им помогне. Затоа и во јавноста се стекнува впечаток дека оваа опозиција, и кога била власт, и кога е опозиција, е полтронски настроена кон големите сили. Затоа власта добива поени кај граѓаните. Таа знае да им каже не на сите кои што сакаат од Македонија да направат протекторат. Затоа добиват бодови. За меѓународната заедница кажав дека таа не може што повеќе да направи и мислам дека во овој триаголник овие три структури за кои што говорам го прават едно тесто од граѓаните сакајќи да ги придобијат на една или на друга страна. Можна ли е, Милонски, судска завршница на целиот случај? По мене е неопходна. Мислам, како и да е, какво судство дали е можна со овие институции? Лично сметам да, без разлика на сите притисоци кои
сигурно, објективно постојат, особено кога станува збор за политички фигури. Сега не дека постојат за се и се што, да многу мразам и кога генерализираме. Реално има судии кои си се окей, си работат како што треба, како што не можеме ни сите новинари да ги генерализираме, нели дали се полтрони на власта или на опозицијата, не можеме ниту една институција да ја генерализираме. Барем моето искуство лично тоа ми го вели. И верувам дека е така. Знаете, прво и основно мислам дека треба малку повеќе да си веруваме себе си и на луѓето. Често ги подценуваме граѓаните. Често сметаме, факт е и точно е дека медиумите се во најголем дел, нели, како што кажа Ана, под влијание, под капата на владата. Тоа е власта, тоа е факт. Ние не можеме да побегнеме од тоа, ниту е оправдување дека и порано било така. Тоа не е оправдување. Сметате дека не е суството? Не сметам дека не. Значи, сметам дека има судии кои се под влијание, сметам дека има судии кои не се под влијание. Но сметам исто така дека без разлика на сите притисоци влијанија, на крајот на денот секако мораме да погледаме едно парче аргументи. Дури сега тие судии да ако се покаже дека е навистина местен случајот на господинот Бошковски, така? Сега не ќе биде ќе се смени еден ден владата. Ама ќе се смени ли еден ден власта? Дали еден ден ќе се смени власта? Сега, ако ти зборуваш за судска завршница у овој случај, и сега ти имаш разговори на Ставрески, на Маневски, на Јанкуловска, кај што они се договараат за именување судии, како да ја подкупат оваа што е главна за разрешување именување судии, за да биде од нивна страна. И ти сега дали можеш стварно да му кажеш на истиот тој Зврлевски, повелете вие сега да го расчистите случајот, дали истиот тој Марко Зврлевски отфрлил кривична пријава за Ставрески? Значи, Ана, мораме да веруваме во суството. Мислам дека е многу нихилистички ако во ништо не веруваме, од друга страна многу е тоа со кај нас со тие етикетирања. Факт е, има разговори, има така да се докаже, да видиме кој што, како и зошто. Да, меѓутоа не значи тоа дека сега треба сите да се правиме луди и да кажеме пупу не важи. Мислам дека мора судска процедура. Што ќе се мора да има судска процедура, меѓутоа мора да има некој кој што сега ќе каже дека на база некој да дојде да ни каже. Па тоа исто така не сме сигурни дали тој ќе дојде да ни каже. Ја не мислам дека нема честни луѓе меѓу судиите и обвинителите, далеко од тоа. Него мислам дека некој мора да покрене постапка. Не можеме да разговараме без да кажеме што конкретно треба. Значи сите многу убаво зборуваме, секогаш убаво дискутираме што конкретно треба. Мислам дека не може Марко Зврлевски да го работи случајот Марко Зврлевски. Толку едноставно. Каде го гледаме решението? Имаме криза, какво решение имаме? Не може истите луѓе кои што се посочени дека изработувале партиски задачи да се истите луѓе да им се даде тој случај да го гледаат. Тоа е небулоза. Миронски судииве исто така се по објавување на разговорите, на дел од разговорите каде што опозицијската СДСМ сакаше да покаже како се влијае врз местењето суди и што се прави во судството, тие реагира велејки дека се под притисок на јавноста и дека ќе им треба многу време да ги праша сите 670 суди што мислат за се ова. Како тоа го коментирате? Купување време или? Па не, јас да ви кажам, мислам дека навистина сите се збунети тука, а уште повеќе збунета меѓународната заедница. И сакам да се навратам на тоа, бидејќи зборувавме нели како странците дали ни требаат, дали не ни требаат и како тие гледаат на ова што се случува кај нас. Да ви кажам искрено, од 90-та наваму работам со странци, работам за странци и нели често сме биле во ситуација сите ние присутните овде да бидеме по разни приеми, вечери, ручеци во различни амбасади и така натаму на сите можни нивоа. Значи, впечатокот е дека странците немаат искуство со ниту една држава плюс минус, ни во регионов, ниту во Европа, како што имаат со нас. Значи, не знаат едноставно што да ни прават. Зошто? Затоа што како никој, никаде, ние едни меѓу други се оговараме, се етикетираме, новинари или представници од ова или она опозиција власт, нели, кога се едните на власт ги критикуваат другите и вајс верса и обратно. Па уште се залагаат, немојте случајно да сте ни дале дата за преговори, немојте случајно да сте не примиле во Европска унија додека е, да речеме, еве сега Груевски на власт. Сето тоа... Кој го види тоа? Да ги именувам, не би било упатно. Па треба да се докажувам во кое судство, што би рекла Ана, подобро не.
Но многу често сум присуствувала на такви сцени и потоа, нели, некои од дипломатите ќе ме прашаат: "Добро, зошто овие луѓе не ги разбираме?" Знаете, нашите луѓе мислат дека треба да се така однесуваат кај странците за тие нешто многу да се заинтересираат за Македонија, па сме пријатели со овие, со оние. Не можам да разберам дека сепак сме самостојна држава и дека сепак треба да сме свесни како функционира политиката и како функционира... Така, тие сакаат да се мешаат у државата, е факт. Тие сватија дека тука од некои структури се добро примени, од некои медиуми, што не е својствено било која друга држава. Амбасадорите настапуваат да даваат политички квалификации, или пак кога треба да говорат, молчат. Значи, доволно им е да дојдат тука. Ја слушав некои предавања од еден наш истакнат искусен амбасадор, потоа беше министер за внатрешни работи, и кажуваше генерално што е целта на секој амбасадор: да дојде во една земја, да се етаблира добро, да успее да стигне на прием кај претседателот и премиерот, и толку. Не си добија добра резиденција, па не го занима што се дешава во оваа мала Македонија, дали се разбираме или не се разбираме. Значи, они најчесто веројатно и праќаат на некој пониско ниво представници тука. И затоа центрите нивни, Брисел и САД, не знаат што да прават и многу доцнат. Бидејќи информациите што ги добиваат или се нерелевантни или доцнат, бидејќи овие луѓе тука не сакаат многу немир да гледаат што да ни прават. Само се извинувам, морам да се докажам дека ова сакав да го кажам, дека за жал никој не научи да испреќа и да разговара и да комуницира порака со странците и до странците. Ниту актуелнава влада, ниту опозицијата, на вистински начин како што треба. Тука да речам албанците од Македонија, а да не зборам и од регион. Да, тие како прават. Меѓутоа, тоа е нешто што е неопходно, затоа што никој не може да ја слушне нашата вистина надвор за било кое било прашање. Не морам да го прашам Николовски. Па не се сите дипломати, вака ги искарикиравте малку, ја мислам малку повеќе. Не се студиите сите, не се амбасадорите сите. Не, ама чекайте, Штефан Филе и како се ангажираше во разрешување на една политичка ситуација. Значи имаме и такви дипломати. Европската унија е местото каде што целиме, нели? Последно што го памтам за ангажирани беа времето на жална кризата воена во Македонија, Солана нонстоп доаѓаше, беше влезен до коска у проблемот. Брисел се отвори у сабота за нас, значи нашата делегација беше у сабота у Брисел, дојдоа сите министри да расправат за Македонија. Ако направиле начин го посочите проблемот, ако гледа дека има навистина проблем, бидејќи тогаш имаше проблем. Ова сега за нив не е веројатно проблем таков за кој што треба да се потресат. Да, меѓутоа ние сега тука зборуваме за една политика на Европската унија која што трае подолго време, особено во однос на регионот, не само за Македонија, во однос на целиот регион, а тоа е таа политика на стабилност. Се додека има стабилност, додека не се тепаме меѓу себе, апсолутно ништо друго не интересира. Дали ќе бидат загрозени медиумски слободи, дали ќе бидат загрозени човекови права, дали ќе се кршат ЛГБТ центри, тоа не е важно, затоа што има стабилност. Сега, ако тоа се прелее на улица, тоа е веќе друга приказна. И тогаш има риск менеджмент. На улица, прашање самата спомна дека во моментот се фокусирани на многу подруги прашања кои ги засегнуваат пред се нив и самите гледаме што се случува. Тие денеска се унедзверени, вака народски да се изразам, зошто Путин бил во посета на Унгарија и се сретна со господинот Орбан, нели? Имаат приоритетни горливи прашања. Грција, Германија се препукуваат што ќе се случи, нели, околу финансиската криза, како Грција ќе ја реши, се попушта, не се. Ма толку и прашања и за жал има најави за за отварање на понови прашања што нив ќе ги тангира директно. Плюс имаме Украина како потенцијално жариште, ако сега во моментот има примирие, таму сериозно може на пролет да се пука. Имаме Блиски Исток и да не ја шириме работата и муабетот, меѓутоа имаме сериозни кризни подрачја во светот, не Македонија, регионот не ги интересира. И дури и да се пука, и тоа нашите не го сваќаат дека ние треба овој пат работата сами да си ја завршиме дома. Ние мораме да најдеме начин да излеземе од кризата сами, без меѓународната заедница. Не ние, тие што ја направиле. Мислам, кога велам, да, јас... Што све ние да ги решаваме проблемите. И има разлика дали говориме Мислам, како држава ние, да. Сега малку ти некогаш говориш пиар, ама некогаш говориш како новинар. Мислам дека има разлика у пристапот кон проблемите. Ако говориш како пиар, тоаш многу со ладна глава, без емоции, што очекуваме да се случи. Што очекуваме да се случи, предлагам да видиме уште еден блок реклами и потоа со завршните идеи.
колку начини за искаштување можете да замислите. Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Султанке на моето срце. Just give it one last touch. Мамо, тука сум. Секој во свој филм со VIP комбо. Комплетно HD искуство со најмногу HD канали, неограничен Fiber Power интернет, неограничена фиксна и мобилна комуникација за месечна претплата од 1699 денари, заедно со Близу. Повеќе за вас. VIP. Прашање за сите тројца мои гости. Што мислите како ќе заврши оваа политичка криза? Јас прва. Па не знам, ја мислам дека има две решенија. Едно е нели политичко, другото е улица. Мислам дека или ќе се најде начин некако двете страни во овој спор, СДСМ и ВМРО, да дојдат заедно до некакво решение, дали е тоа техничка влада или некаков модел кој што би обезбедил некакви, не знам, некој преоден период, избори и така натаму, да би се смириле тензиите во оваа ситуација, или мислам дека она што го спомна Љубиша, мислам дека воопшто не е исклучено како сценарио, бидејќи ние имаме сега едно многу поларизирано општество, поделено по повеќе основи, нели, отпочнувајќи од она на антички Словени па натаму, и тоа сега почнува се повеќе и повеќе да биде видливо и на улиците. Значи, дали сакате преку протестите во образование, синдикалци, хонорарци, студентски пленуми и така натаму, и се повеќе и повеќе се манифестира едно незадоволство од политиките на сегашната власт, кое што мислам дека може да заврши во некаков, имајќи во предвид пристапот на владата. Ако се вратиме и го погледнеме како еден пример, например, она што се случуваше на почетокот на Скопје 2014 проектот, со архибригада, со протестите на деца, на студентите од архитектура против црквата, нападите на нив, нели, контрапротестанти им пуштија, па после тоа се стана цела една институција тој контрапротест кој што им се појавуваше и на оние Аман, и на едни и на други. И мислам дека тоа е една доста опасна ситуација, која што не знам каква се може разврска да има. Мислам дека тоа најлошото можно сценарио. Мислам дека сценариото на кое што се надева опозицијата е дека тука странците ќе улетат, меѓународната заедница ќе успеат да го натераат Груевски да седнат заедно на маса и нешто да се договорат за некакви решенија кои веројатно би морало да завршат, нели, со избори. Меѓутоа, според она што го кажуваат СДСМ, ја не гледам дека они би прифатиле да одат директно на избори, нели, бараат избирачки список, изборни закони и така натаму. Значи мора да се вратат у парламент, така? Да. Не може од надвор да договараат изборен закон и техничка влада. Тоа ше пак надвор од институциите. Значи, тоа го говорам како можното политичко решение кое би подразбирало нивно враќање во парламент. Друга опција, она што, нели, би било ова што го зборувам сценарио кој што би можело да заврши со улица, е доколку
стратегијата на ВМРО на вистина биде ова само да се релативизира до крај, ништо да не се преземе по ова прашање и само понатаму да се продлабочува таа поделеност во општеството. Како ќе заврши, не знам што посекуваат едните и другите. На почетокот реков дека власта има две опции, тоа е или правна разврска или политичка со избори. Правната разврска на опозицијата не верувам дека ќе одговара, затоа што се сомнева во овој судски систем. Па дури да е релативно идеален, и двете страни немаат многу аргументи со кои што на суд би искочиле дека се чисти. Со вакви материјали кои што јавноста се шокира, на суд не се оди. Тоа се материјали нелегално стекнати, судот не ги зема предвид. Но и материјалите што власта ги понуди од тој разговор во кабинетот на премиерот се така чудни, како се снимени, треба да докажуваат и тие како ги снимени, дали имало посебни истражни мерки, кога биле. Значи не верувам дека баш посекуваат идеални судски систем кој што ќе го расчисти тоа. Затоа изборите се најдобри за двете страни, иако СДС смета дека тоа е најдобрата опција на ВМРО, радо би ја прифатиле, се заташка се ова. Меѓутоа не нудат друга нивна визија како они би мислат да се заврши ова. Ако одат на избори, тогаш треба веројатно се вратат у парламентот, да се договорат за нешто, но лично мислам дека тие 5 столба не им се најдобрата солуција. Може би тие 4, 5-тата, дали мислат само за овие избори техничка влада или принципиелно се залагаат сите наредни избори во Македонија да има техничка влада која 6 месеци ќе функционира на начин само како техничка, дека нема да се мешаат партијата и државата и ќе распишуваат избори како во Бугарија, да речеме, мислам дека е така. Да, тоа беше бугарско сценарио. Ако не, ќе понудат закони кои што во Македонија се потребни од 90 наваму, а кои што не ги практикува, а тоа е веќе малите партии ги порачуваат на СДС да прифати Македонија да биде една изборна единица. Најчесно е да не бидат малите партии привезоци на големите партии, етничките заедници да не бидат слепо црево на големите партии, да си добијат онолку гласа колку што заслужуваат, и Македонија не мора веќе да брза, туку мора да се договара да се што ќе го постави на својата агенда, макар тоа да трае и подолг период, меѓутоа тоа кој ќе се постигне да има поширок општествен консензус, да можат и граѓаните да се најдат во една таква демократска атмосфера. Мировски, можно ли е бугарско, албанско сценарио и тоа беше споменувано? Апсолутно се е можно, ништо не е исклучено. Меѓутоа, други работи мене ме интригираат. Значи, една варијанта е, нели, ке имаме избори, да во најидеални услови. Значи, секако предпоставам дека ќе се вклучи меѓународната заедница на некаков начин, не така како што посакува СДСМ, но нели Брисел ќе реагира, веќе реагира, видовме низ различни форми присуството на господинот Хан. Инаку сметам дека можно е мудро, јас обратно мислам дека беше добро што не даваше изјави тука. Сепак треба, често ние ќе ги дадат изјавите, па кај нас се толкуваат на овој или оној начин, нели? Ги спинуваат медиумите, па ги злоупотребуваат, мислам, одмерено. Нешто да скенираме ситуација, па да видиме денес, меѓу другото, повторно порача опозицијата да се врати во парламентот. Лично сметам дека нема да се врати опозицијата во парламентот, може би грешам, ќе видиме, но како работава се движи не ми се допаѓа. Ни едната страна, ни другата, значи како тврдоглави дечиња се тепаат за топка, играат жмурки, мислам, недоветни нешта, но што е тоа? Тука сме во таа ситуација. Во најидеални услови, да имаме техничка влада, да имаме избори, што ќе се случи ако на изборите изгуби СДСМ? Мислам дека што ќе се случи? Па мислам дека тоа е многу важно прашање. Па они се свесни за тоа и самите рекоа, нив им е битно да им покажат јавност. Затоа што повторно нема, дали еднаш веќе ќе се пресече со какви да, значи, дали еднаш ќе имаме легитимен председател, легитимен парламент, постојано некој некого бојкотира. 15-25 години ние сме во некакви бојкоти, некој е отсуствува од парламентот, односно стално имаме изговор за некој не до крај и несоодветно сработени нешта. А тука, колку е тоа минус за едните, толку оди на рака е минус и за другите. Значи, двете страни мора да се свесни дека тоа не е добро ниту за кој да е на власт и кој да е во опозиција. Кога еднаш Македонија ќе направи единство и стратегија за да обстои како држава, значи, јас навистина не можам да побегнам од чувството дека ние живееме во 19-тиот век. Се пресликува по тој основ.
Сакате раздор, сакате кавги, сакате кодоши, сакате етикетирања, сакате соседи инволвирани. Мислам да не должиме нели многу, при крај сме со емисијата. За жал светот наликува се повеќе за многу нешта на 19-тиот век, нели се вртиме веројатно во некој круг, па така ни доаѓа моментот, но длабоко се надевам дека сепак ќе успееме, ќе најдат сила, ќе смислат некаква стратегија за доближување и за изградење на еден единствен став према надвор, према внатрешната заедница за оние битни прашања што се за ајде да не бидам патетична, да не велам опстанок на државата, зашто длабоко сум убедена дека ќе обстои, без разлика на многуте сценарија, нели дека ќе не подела, дека и така натаму. Но едноставно ние мораме да имаме стратегија за она што се вели иднина и Европска унија. Сакаме во Европска унија. Проактивна политика за името. 15 имиња до сега ќе предложи. Добре, само ако сме за крај, само да се вратам на ова што рече, дека е ова на некој начин make or break. Ја мислам дека тоа не е само за опозицијата, туку и за ВМРО и за опозицијата. Мислам дека опозицијата мора да се свесни, ако не се свесни, тогаш се, не знам, нереални, дека ова е последна шанса за СДСМ. СДСМ од ова како ќе излезат, ќе зависи дали СДСМ утре ќе постојат или нема да постојат и комплетно ќе бидат збришани од политичката сцена. Меѓутоа, истиот тој голем залог важи и за ВМРО од ДПМН. Мислам дека изборите како сценарио се разбира дека треба да бидат, сакам да кажам дека мислам дека не е фер изборите да се сведуваат на тоа само дека некој имал поплаки и не биле само СДСМ тие што имале поплаки за изборите. Имавме катастрофален избирачки список, на опсе страшни оценки и така натаму. Али апсолутно мислам дека они мораат да се договорат со ВМРО заедно како тоа ќе функционира. И после ако изгубиле избори, тоа е нивен проблем. Пак имаме проблем. Тоа е проблем. Одговорот како тоа да се спроведе очигледно го немаме ние тука. Моите гости Миронски, Петрушева, Николовски, ви благодарам за учеството во дебатата. Останете со програмата на Телма, топ тема повторно од понеделник до петок. Имајте пријатна вечер. Следуваат програми од